Благодарам, колега Џафери. Многу ми е жал што овие денови на колегите од Социјалдемократскиот сојуз по партиска насока им е забрането или строго ограничено правото да реплицираат и да дискутираат, со тоа што се губи суштината на дебатата на која ја заговарате и на која не повикувате цело време. Колеги од Социјалдемократскиот сојуз, ако не е вистина она што го говорев, вчера и завчера, по однос на првите два амандмани кои што ги дискутиравме, наместо да се пријавите сите и срамно да се откажете по однос на дебатата, добро ќе беше да има некој од вас доблес да стане и да дискутира, но и она што денеска не се јавувате за реплики, само ми го потврдува истото. По однос на самиот амандман, во член 3 од Уставот е регулирано дека територијата на Република Македонија е неделива и неотуѓива. Постојаната граница на Република Македонија е неповредлива. Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми. Овој член веќе беше изменет во 1992 година со амандманот 1, кога беше додаден принципот на доброволност при промена на границата и согласност со општо прифатените меѓународни норми. Исто така, со овој амандман беше декларирано дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Со новиот уставен амандман кој што се предлага, ќе се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност со соседните држави, со тоа ќе се прецизира потврста гаранција за трајноста на границите и дека Република Македонија нема територијални претензии. Тоа ќе значи заштита на територијалниот интегритет на Република Македонија и на соседните земји, што е и дискутабилно. Македонија ќе го гарантира територијалниот интегритет за себе, но и за соседните држави. Така барем само декларативно се предлага со измената на овој член од Уставот. Со измената е на член 3, кој владата го скоцка по нечии туги насоки, согласно договореното во нивици, ќе се прецизира потврста гаранција за трајноста на границите. Со новиот уставен амандман кој се предлага ќе се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичка независност на соседните држави и со тоа ќе се прецизира потврста гаранција за трајноста на границите на Република Македонија, каде што повторно потенцирам ќе немала територијални претензии. Но уставните експерти, оние кои што вие во целиот овој процес на преговарање и договарање од самиот почеток со договарањето на срамниот договор, срамниот преспански договор, заборавивте да ги вклучите, заборавивте да ги консултирате, или пак може би сте консултирале некои уставни експерти кои што имаат ментален склоп сличен на вашиот. Уставните експерти, барем оние кои што се добри во својата област, велат дека со Уставот на Република Македонија не може да се гарантира суверенитет ниту политичка независност на соседните држави. Во делот на неменување на границата, предлогот содржи апсурд кој што е непознат за уставно-правната практика. Во новиот амандман, во член 3, се предлага да се декларира почитување на суверенитет, територијален интегритет и политичка независност со соседните држави. Прашање кое што веќе се уредени во меѓународното право, но и во уставите на соседните држави. Ако исто така, во преговарање на овој договор, во преговарање на амандманите, кои што верувам дека не сте ги преговарале, туку би биле така дадени, добро би било исто така да консултирате некој меѓународен правен практичар, за да ви каже дека ниедна друга држава не може да гарантира суверенитет и територијален интегритет за друга држава. Таа држава тоа си го направила сама во својот устав. Член 3 беше и некако главниот трн во око на грците, бидејќи тие во него гледа иридентизам.
Понатаму, овој вели дека територијата на Република Македонија е неделива и неотугива. Постојаната граница на Република Македонија е неповредлива. Границата на Република Македонија може да се менува само во согласно со Уставот. Со уставните измени од 1992 година во амандман 1 беше додаден принципот на доброволност при промена на границата и согласно со општо прифатените меѓународни норми. Со самото тоа значи дека Република Македонија што пред 26 години со прифаќањето на измената на овој амандман се обрза дека нема да има територијални претензии кон соседните земји, кон соседните држави, но актуелната влада, односно владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, без идејната, повторно става нешто на хартија, кое што веќе со меѓународното право и со постоечкиот устав е загарантирано. Или пак, тука се отвара друга дилема, ова се само во стилот на Шекеринска, не ги дадовме амандманите за да не го исплашиме народот. Предпоставувам дека, односно ова ме води до заклучокот дека во третата фаза ќе ги добиеме вистинските и прави амандмани за измена на Уставот на Република Македонија, дека овие амандмани ви се пратени само во проформа, онака како што мислите дека полесно ќе поминат од страна на граѓаните, бидејќи се така скандалозно напишани и сметате дека на тој начин, повторно ќе кажам, можете да го манипулирате македонскиот народ. Ако, како што кажав на почетокот, сте се консултирале со некој меѓународен правен практичар или сте се консултирале со некој добар уставен експерт, ќе ви кажа дека овој амандман е сосема непотребен, бидејќи ако се има предвид фактот дека секоја држава преку обврската да го почитува меѓународното право, има обврска да го почитува и суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Во член 8, став 1, алинеја 11 од Уставот, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е поведена обврската на Република Македонија да ги почитува општо прифатените норми на меѓународното право. Овие задолжителни норми се веќе содржани во повелбата на Организацијата на Обединети нации, во Декларацијата на Организацијата на Обединети нации за немешање во внатрешните работи на државите и заштитата на нивната независност и суверенитет и во други акти од меѓународен карактер кои што Република Македонија ги има веќе инкорпорирано. И согласно тоа е должна да ги почитува како субјект во меѓународното право. Па од тука следствено е повторно излегува заклучокот дека овој амандман е сосема непотребен. Иако, како што кажав, овој како амандман е сосема непотребен, бидејќи ние веќе одамна сме го декларирале нашето, сепак сум убедена, односно знам дека колегите од Социјалдемократскиот сојуз веќе имаат намера да го изгласат. Во насока на тоа дека овој договор не е договор за капитулација на Македонија, добро ќе беше, ако вие имате намера нели тоа да го побиете, добро ќе беше и од грчка страна истиот овој ваков амандман да беше ставен во нивниот предлог за измена на Уставот, кој што Устав, како што веќе слушнавме, тие немаат намера, а согласно капитулантскиот договор, немаат ни обврска да го менуваат. И Република Македонија досега на многу наврати по однос на односите со Грција била многу конструктивна, понекогаш можеби и тоа не било најдоброто решение, но едно од работите кои што во минатото беа направени, без разлика дали ние сме се согласувале со тоа или не сме се согласувале, беше и промената на знамето на Република Македонија во насока на добрососедските односи со Грција. Но сите знаеме дека тоа ни беше лоша практика во минатото,
бидејќи грците не застанаа тука, па продолжија со нови и нови барања. Заради тоа не сум ни убедена дека по сите овие скандалозни промени кои што очигледно имате намера да ги протуркате во Македонското собрание, Грција нема да излезе со нови барања и секако, бидејќи вие веќе се продадовте по однос на решавање на спорот со Грција и капитулирање на државата, повторно нема срамно и скандалозно да ги прифатите. Исто скандалозно, ако веќе зборуваме за меѓународен договор кој што треба да ги почитува правата и обврските на двете страни кои што го склучуваат овој договор, според мене немаше да има потреба да се преименува автопатот. Срамно и скандалозно, бидејќи зборуваме за цивилизирани држави во кои што споровите треба на цивилизиран начин да се решаваат, а не на начин на кој што едната страна подклекнува по другата. Но и преименувањето на автопатот не беше доволно, па за да може вашиот пријател да слета на аеродромот во Скопје, вие решивте да го смените и името на аеродромот. И во знакот на доброто пријателство, во многу општини, каде што е истакнато знамето од Кутлеш, знамето од Евергина, решивте да го отстраните. На многу места оградите во училиштата, на општините, кои што беа фарбани во црвено-жолтата боја, решивте срамно и скандалозно да ги префарбате. Со ова само кажувате и ја потврдувате мојата теза, дека Грција нема да застане во своите барања и дека, повторно ќе потсетам, кога целиот овој скандалозен чин за промена на уставното име на Република Македонија ќе заврши во собранието, Грција ќе испорача нови барања. Но исто така, ако консултирате експерт во делот на уставното право, а знам дека го имате во вашите редови, овој амандман вели дека уставот го заштитува, не го заштитува македонскиот суверенитет, територијален интегритет и политичната независност, но се збори за заштита на државите. И повторно ќе потсетам, колеги пратеници, не можете да заштитувате интегритет и територијален интегритет на друга држава, бидејќи таа друга држава, исто како и нас, се обрзала согласно многу меѓународни договори ратификувани во нивните земји, но исто така ова го има декларирано и во сопствените устави. Со оглед на тоа дека имате недолични довикувања, додека јас овдека говорам, повторно ќе потсетам, а и со тоа што во моментов нема пријавени за реплика, само го потврдува мојот став на почетокот. Немате доблес да станете и да кажете добро по однос на овој амандман, бидејќи очигледно секој еден од вас овдека подклекна под срамниот договор. И тоа и ќе остане, а вие на срамен начин ќе бидете запишани во историјата на Република Македонија. Ви благодарам.